мотивација. Мотивација секој спортист, поготово фудбалер, треба да има секогаш пред дека да игра. Значи, не можеш сега да споредуваш, ајде да кажем, таму кај што игра в Полска дека со македонска, меѓутоа голема разлика квалитетот нема, меѓутоа разликата е во, ајде да кажем, во условите за работа, во стадионите, во исполнителство, во навијачите. Со оглед на тоа дека тука знаеме дека не само работнички клуб, него и 90% од клубовите на Македонија имаат слаба посетеност на надпреварите, што не е случај горе, значи во Полска, можам конкретно да кажам, таму бев. Се надевам дека некогаш ќе дојде и тоа кај нас уствари ќе се врати како што некогаш беше. Па вака, јас зимовска пред нова година, значи уште сум почнав зимовска, во фаза сум на отворање на фудбалска академија, фудбалска школа. Меѓутоа најдов малку на потешкоти околу теренот, да кажам. Во Велес нема терени за работа, што е случај во Скопје. И сега чекам, значи, во преговори сум со локалните власти да најдам некој соодветен терен или место каде што може да се направи терен, за да отворам фудбалска академија. Искрено на град Велес, ај спортот може би не, меѓутоа фудбалот е на многу ниски гранки. Борец како трета лига, што за мене е несфатливо за Велес како град да дозволи такво нешто. Меѓутоа, нели, кој нема пари нема да игра и факт е дека денеска парите играат голема улога во спортот. Се надевам дека исто и за Велес ќе дојдат подобри времиња и во фаза сум да кажем отварање таа академија и школа, зошто да не понатаму да помогнам и во Борец колку може. Можеме ние да се лажеме го сакаме, меѓутоа нашата сила е таа. Моментално толку имаме сила. Фондот на играчи е тој, можеби со 3-4 измени горе-доле. Меѓутоа ние имаме голем проблем во тие младински школи и селекции. Значи кај нас не е проблемот во селекцијата. Како и кажа старите, рибата секогаш смрди од главата, меѓутоа обратно е во спортот, затоа што во самите зачетоци на спортот, значи младите, значи пионери, кадети, младинци кај нас пред се немаат услови за работа. Тоа е најголема болка на македонскиот фудбал, воопшто за спортот. И дека тоа не се смени, дека не се земе да се работи како што се работи, еве, сеоти сме овде во работнички, во секој град така да се работи како овде, ја мислам дека резултатите би дошли за некои 5 до 10 години. Сега, во оваа селекција можеме да очекуваме, не знам што, меѓутоа реалноста е поинаква, фондот на играчи е тој и се надевам, јас мислам искрено пред почетокот на овие квалификации бев оптимист дека можеме да достигнеме тоа второ место, меѓутоа покажа дека не знам една Ерменија дојде овде на градски па не одржа лекција по фудбал, значи сите одат напред, само ние стоиме во место. Значи пред нас моментално Ерменија и Азербејџан и да не ги набројам се Казахстан, селекции кои пред 3-4 години не беа на фудбалската мапа, меѓутоа луѓето вложуваат спортот, даваат пари. И како што реков, ако се вложува спортот, ако се дава пари, ќе има успеси. Моје мислење општо како спортист во фудбал, не можам јас да кажам дали луѓето во федерација чинат или не чинат. Треба вајда да се смени начинот на работа. Значи поголем акцент да се удри на тие пионерски младински школи, што не е случај кај нас и жалосно една федерација или една репрезентација или држава да нема еден свој комплекс каде што тие дечиња би тренирали. Пример, а селекцијата нема свој комплекс, значи на терен или хотел каде што би се собрале 3-4 дена би биле заедно и би играли утакмици. Мора да додат или не знам на водно или додат во Охрид. Тоа мора да се па ќе кажам, значи најголем проблем е во условите за работа. Во принцип сум со сите окей, супер. Нормално со повозрастните имам, ајде кажем, подобра комуникација со Глигоров, Стојанов, Велковски, Маневски, значи Тодоровски. Меѓутоа со дечки сум максимално коректен и чест ми е што работам со такви, ајде да кажам, личности млади, затоа што од сите 27-8 играчи, сите се културни дечки, примерни и искрено не дека сега да ги фалам дечките, но стварно најдов на одличен пример. Јас споменам, значи во Полска секој град направи малтене ист стадион како овој нашиот. Меѓутоа овој нашиот е некако подрак, затоа што е наш и искрено би беше чест и гордо што конечно добиваме модерен и убав стадион, можеби моментов и најдобар на Балканот. И зошто да немаме, мислам, јас реков дека во секој град треба да се вложи и да се работи таа спортска инфраструктура.
Клуб можеби не може да го наполни сега во македонската лига, меѓутоа ете работнички пример дека лани го наполни градски со само играње против Ливерпул. Зошто не, јас бев сведок на таква такмица кога победа игравме против Парма, тоа е пред некои десетина години. Значи може македонскиот народ сака фудбал, навијачите сакаат да гледаат добар фудбал, меѓутоа со овој квалитет на нашата лига, мислам дека сега за сега арената Филип II ќе биде полупразна. Па искрено, значи не се гледам во друго улога во животот, значи од своји мали нозе, од некои 6-7 години тренирам, значи од кога знам за мене. Не знам што е било искрено, ме влече да кажам угостителството, може бил некој, не знам, би водел некој ресторан, хотел, кафе, бар, така, меѓутоа искрено се гледам фудбалот, мада не мислам дека по завршетот на кариерата не би се, ајде кажам, би се дистанцирал малку од фудбал, затоа што верувајте, некој 15 години професионален фудбал, малку ќе ти даде некоја ќе преку глава, меѓутоа професионалниот спорт си бара жртви, си бара и само откажување, меѓутоа и носи големи предности. Па секој ден, ајде не идам сега да не звучам, меѓутоа да, секој ден и профилот на Facebook и страницата. Јас и кога бев горе во Полска ги пратев сите македонски клубови кои што имаат, да кажам, и профили, и информации за нив, читав редовно, ме интересира секој клуб за општо за секој спорт во Македонија. И пак ќе речем да не звучам банално, се надевам дека спортот ќе ни тргне малце по подобри пати игри што е, да кажем, случај со ракометот. Во Македонија имаме добар ракомет, се надевам дека некогаш ќе имаме многу добар.